На денешната 35-та седница на Советот на општина Виница советниците расправаа по вкупно 44 точки на дневен ред. На почетокот беа разгледани и усвоени предлог одлуките за согласност за приоритети на проектот енергетско ефикасни, пристапни и безбедни јавни површини за сите, до обезбедување средства за проектот, регулација на градечка река во Виница и измената на распоредот на средствата од буџетот на општина Виница за таковната година. Советниците ги усвоија и годишните извештаи и програми за работа на основните и средните училишта во општината. Извештаите од работењето на јавното предпријатие Солидарност, потоа повеќе барање за согласност за годишни планови за вработување за 2021 година на општински институции и јавни предпријатија. Последните точки од седницата се однесуваа на разгледување барање за утврдување правен статут на бесправно изграден објект во повеќе населени места и во Виница. На денешната седница на Советот на општина Виница, градоначалникот им ги додели пофалниците и наградите на најдобрите ученици на генерацијата во основните и средните училишта, кои за телевизија Кочани изјавија. Јас сум Викторија Накиева од Основно училиште Никола Парапунов, село Драгобраште. Да, прогласена сум за првак на генерација. Тоа е голема чест да бидеш најдобар ученик, па да бидам уште поуспешна и да го достигнам тоа што го сакам. Англиски ми е најлесен, така најубав. Другите немам многу тешки. Јас сум Нина Давидкова од Основно училиште Славчо Стемјански од Виница. И денес ќе дојдам да добијам наградата за првенец на генерација. Да, ама и се трудев и затоа не беше многу тешко. Да, се запишав сега во гимназијата во Виница. Јас сум Симон Анастасов од СОУ Ванчо Прке во Виница, прогласен за првенец на генерацијата. Па треба време секако, треба посветеност и да се трудиш, зашто ако сакаш да бидеш првенец на генерацијата, секако треба да учиш повеќе од сите. Интересно ми е програмирање, се гледам како некој што праве игрички нешто или некои други работи. Сакам да решавам проблеми со програмирањето и тоа е. Јас сум Анастасија Христова од Основното училиште Гоце Делчев и сум првенец на генерацијата. Беше малку потешко отколку во училиште. Во училиште сепак побаво живо за да следиш, но со труд и кој сака може и во такви услови да учи и да постигне. 35-та седница на Советот на општина Виница заврши со советнички прашања упатени до градоначалникот и до службите во локалната самоуправа.